Полошките општини велат дека сакаат да го решат проблемот со бездомни куќиња, но не можат да се договорат на која локација да се изгради стационар. На оваа тема било разговарано на последната седница на Центарот за развој на Полошки плански регион. Предложеното место во атарот на општина Брвеница, според градоначалникот Јовица Илиевски, не ги исполнува условите затоа што е блиску до населени места, а истото е и земјоделско земјиште. Општина Брвеница во принцип не е против изградбата на стационарот во подрачјето на наша општина. Ние се содруваме со друг проблем. Значи, претходниот градоначалник само посочил локација. Во почетокот на мојот мандат никаква документација немаше изработено за стационарот во наша општина. Почнавме процедура каде требаше да биде локацијата во местните заедници Стенче и Теново, во консултација со нив, они едногласно ја одбија локацијата да биде во нивниот атар. Зашто ја одбија? Доста е во близина на населено место. Но двете населени места, по мои стручниве служби тука, не е доволно оддалечено од населените места кои се наоѓаат во тоа подрачје. Потоа донесовме одлука Советот, едногласно ја одби понудата за локацијава. Во меѓувреме, Министерството за земјоделие го има издадено на 15 години истото земјоделско земјиште под закуп на приватно лице. Така да, ние друго локација во нашава општина соодветно немаме, иначе немаме ништо против стационарот да биде во нашава општина, би донело инвестиција, вработување. Според председателот на Центарот за развој на Полошки плански регион и тетовски градоначалник Билја Касами, ова идеја ќе пропадне и понатаму ќе се разгледуваат други можности. Во меѓувреме општината има само усмен договор со Сдруженијето АМОС-5. Во моментот ние одеме понатаму со идејата која ја имавме, независно од ова со регионалниот центар, веќе имаме првичен договор, усмен договор со Сдруженијето АМОС, со која сега ги разгледуваме формално правните можности за склучување на договорот. Дали ќе треба да се оди со јавна процедура за тендер или ќе имаме некоја можност, поради тоа што е Сдружение за загрижување на куќиња скитници, да тоа биде во друга форма. Значи, кога ќе се завршат тие формално правни можности, ние ќе одиме брзо со решение која ќе биде во интерес на сите граѓани. Значи, Сдруженијето веќе има излезено на терен, го има мапирано теренот, горе-долу знаеме колку и каде се тие куќиња кои се опасни за граѓаните и одма кога ќе имаме договор пишан со Сдруженијето, приоритет ќе бидат овие точки, овие локации. Инаку бездомните куќиња кои се во голем број во Полошкото подрачје сеат страв кај населението, особено кај најмладите, но доста чести се и нападите. Само во СВР Тетово од почетокот на оваа година се пријавени 35 каснувања од куќиња скетници, како и 113 лани.